радост и почеток на нов живот. Поликлиника доктор Органџиски Штип. Докажана во лекувањето на брачната неплодност со примена на најсовремени методи. Бесплатно инвитро оплодување, инсеминации, замрзнување на ембриони и полови клетки, комплетни испитувања за причините на неплодноста кај брачните двојки, следење на бременост од зачнување до породување со 4D ултразвук. Поликлиника доктор Органџиски Штип. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама, за прв пат кај нас ве очекуваат 12 автомобили Peugeot. Секој месец автомобил и уште многу други вредни награди чекаат на вас. Јас сум Зоран Спирковски од Скопје. Во моето семејство редовно пиеме кафе Браво премиум. Едно од пакувањата беше добитно и ни го донесе ова прекрасно Peugeot 107. Пите и вие кафе Браво премиум, ве очекуваат многу вредни награди. Возиме на кафе Браво премиум. Следува програма наменета за целата публика. Драги гледачи, добар ден, добро дојдете во 9-тото издание на емисијата Тип 102. Емисија која што еве секој сабота во 13 часот и 30 минути се емитува на програмата на Ирис телевизија во заедничка соработка со Ирис телевизија, спортска редакција и со вас, драги гледачи, од целиот источен регион, бидејќи и вие активно учествувате во извидувањето на оваа емисија со своји коментари, со своји јавувања на нашиот број 612 313 и 612 314, повикувачки број за Штип е 032. Вообичаена рубрика во која што секоја емисија ви нудиме по еден гостин. Денеска веднаш ќе имаме ексклузивен гостин во името и презимето на Ристен Умов, наш фудбалер тука од овие краишта, од редовите на Пионерско-младинската школа на Брегалница, за да исплете, извезе една богата интернационална кариера. Моментално тој беше на превремена работа во Малдивите, ни острови во средината, во срцето на Индискиот океан. Тој е сега овде на заслужен одмор. Ќе продискутираме за него, за неговите типови, бидејќи емисијата го содржи тоа 10 парови кои што ќе бидат тема и дилема за обработка, односно за типување. Во третиот дел има и надпревар кој што можете да го прогнозирате и вие со точен резултат и било која прогноза, кет се 0-2, гол 3+. Ќе видиме за кој надпревар се работи, тоа ќе можете да го сторите во текот на целата емисија или вообичаено пообширно во третиот и последниот дел. На почетокот да кажам дека од минатата емисија имаше добитници. Тоа се Александар Павлов од Штип, Младен Рунчев од Штип, Шефки Салиов од Виница и Драга Христоски, минато неделниот гостин кој што имаше точен резултат. Значи, Александар Павлов, Младен Рунчев, Шефки Салиов и Драга Христоски се добитници на награда која што може да ја реализираат и денеска во местата предвидени за тоа. Значи, тоа е накратко содржината. Секако да кажем и тоа, да не заборавам дека во емисијата имаме специјално катче Џаро Тип. Се слушнав со него пред емисијата. Има негови прогнози, но кои ќе видат тие дојави, ќе дознаете во моментите кои ќе дојде во втори дел од емисијата, каде што ексклузивно и Џаро, Велибор Џаровски Џаро, предлага негов тип кој што досега барем 99,9% се покажа како точен и успешен. Предлагам да одиме сега со джингл и дали ќе има блок реклами и веднаш потоа се враќаме со најавените содржини.
Реков, емисија Тип 102 во заедничка реализација на спортската реакција Нирис телевизија и облажувалницата Вил Хил. Секако тука ќе споменам и соработката со вас, драги гледачи, од целиот добар стар источен регион, бидејќи вие активно учествувате во реализацијата на ова емисија. Ова е најновиот билтен, бесплатен примерок во облажувалниците на Вил Хил, кој што можете да набавите и во него ќе ги најдете сите оние варијанти кои што се интересни, почувајќи од фудбал, па се до она легендарна НБА лига, професионална кошаркарска НБА лига во Соединетите Американски држави. Значи тука се содржани сите оние лиги надпревари во повеќето спортови. На интересото секако во облажувалницата и во овој билтен е она рубрика во која секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет или талон со 6 надпревари, за него следува бонус од 5%, со 7 надпревари 10%, 8 надпревари 15%, со 9 надпревари следува бонус од 20%, тикет со 10 надпревари 25% бонус, 11 надпревари 30% бонус, 12, 35 со 13 надпревари следува бонус 40%, со 14 надпревари 45% и еве она најпривлечето тикет талон со 15 надпревари, за него следува бонус од 50%. Инаку облажувалниците Вил Хил ги има во секој катче на Македонија, ги има во, поготово нас не интересира за источниот дел, насекаде, почувајќи од Штипа до Берово, до Делчево, ги има овие катчиња. И еве да ви дава еден поздрав до дечките и девојките кои што се на своите работни места, ве очекуваат да се упатите, да потпуните тикет со ваша добијата комбинација, секако со наша варијанта, во заедничка соработка со нашиот денешен гостин, тоа ќе биде Ристен Умов. Јас се уште еднаш ќе ги потсетам Александар Павлов, Младен Рунчев, Шефки Салиев и Драга Христоски да се упатат веднаш по емисијата во уплатите места на облажувалниците на Вил Хил, кај овие дечки и девојки да уплатат и да се надеваат награда. Значи тие добиваат награда, вредносен талон од 50 денари со кој што можат да уплатат, да ги стават своите парови, своите двојки и да очекуваат награда. Реков, имаме содржина во кое што се најавува и јавување на Велибор Џаровски, а она што е Велибор Џаровски Џаро, едно мално дополнување, значи вистинските прогнозери знаат да одберат, следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил, спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секое катче на Македонија. Значи, веднаш по овој блок во кој го представуваме нашиот пријател, тоа се облажувалниците на Вил Хил. Поздрав и до раководството, до дечките и девојките уште еднаш. Нудиме еден коктел на двојки парови во соработка со денешниот гостин, а на вас се да одберете што ви е најмило, што ви е најпогодно, да изберете најразлични комбинација со кое што можете да се надевате на награда. Тоа е околу најавата за овој дел. Предлагам сега да одиме со джингл, со реклами. Поздрав до нашиот спонзор, до пријателите од Вил Хил и веднаш после ова се враќаме со нашиот денешен гостин, тоа е фудбалерот Ристен Умов. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Ницко 2.
совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Реков во најавата, драги гледачи, дека ќе имаме гостин, тој е веќе кај нас тука. Велам, добар ден, добар дошол на Ристенова. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на телевизија Ирис. Реков во најавата, Ристенов беше на печала, така да кажем, на Малдивите во Индискиот океан, но за тоа подоци ќе ни кажеш каде, што и како беше досега. Еве, започнете вообичаено со гости да започнеме со она личе карта на Ристен Умов. Каде беше, кога беше почетокот, во кој екипа, со кои другари, кои тренери? Па добро, значи потекнувам од младинската или пионерско-младинската школа на ФК Брегалница. Тренери, значи под раководство на Никола Полозаров и Мите Секулов. Исто, значи многу тренери во Брегалница се изменија, така значи исто и Драган Христоски тука беше. Ги поминав сите категории и на 18 години заминав во ФК Цементарница во Скопје. Таму останав 3 сезони. После направив трансфер во ФК Вардар во Скопје. Таму останав 4 години. После ФК Вардар заминувам. Да се задржиме на Вардар. На која позиција играше, еве за гледачите, ние знаеме, меѓутоа за помладите. На која позиција играше во Вардар, кој беа таму од раководство тренер, кој беа со тебе со играчи, бидејќи Вардар е секогаш атрактивен и не е лесно секој играч, поготово провинција, да се најде во слободно ќе кажеме нашиот најелитен клуб. Че играм на позицијата напаѓач. Во Вардар тогашниот тренер Зоран Ставрев, значи тој по негова заслуга, значи отидов во Вардар. Има многу фудбалери, значи со кои сум играл во 4, бидејќи бев таму 4 години. Меѓутоа еве ќе ги истакнам Тричковски од овие актуелните репрезентативци, Иван Тричковски, Никола Глигоров, Златко Таневски, кој моментално настапува, значи во се уште во ФК Вардар. Да. Како беше да се игра за Вардар, бидејќи знаеме ти има своја репрезентативна публика, имат навивачи, тука се комитете, дали се одложи со постигнување на голови, колку прилика просекот на голови беше во Вардар? Па од прилика околу 15 до 17 гола постигнува секоја сезона. Мислам дека дека и навивачите и раководството беа задоволни.
од мене. Секој, значи тука некаде во врвот на голгетерите. Да. Воопшто земено Па во првата. секоја година бев меѓу првите 3 стрелци, првите топ 3 стрелци во македонското А не првенство. си бил на прво место. Не бев, значи Значи бев. тука некаде во Да, првите тројци. да. После Вардар пат, од каде оде фудбалскиот пат? После Вардар, значи морам да истакнам дека по најголема заслуга на тогашниот директор Дарко Панчев, отидов во Кипар, значи во екипата на Омонија, таму останав една година. Меѓутоа таму немав доволна минутажа, така да решив да заминам во друг клуб. Исто така на Кипар. Исто така на Кипар, значи во екипата на Етнико Сахна, останав само 6 месеци и на 16 надпревари постигнав 12 гола и мислам дека ако ги одиграв, значи преходните надпревари, ќе бев сигурно прв стрелец во кипарското Така да првенство. кажеш, во првиот дел си бил во Омонија, Да, таму на нема. паузата зимска во Етникос. Така, во Омонија немав минутажа. Тренерот причина или Повеќе тренери се променија и управата, така да беше во немилост, Да, во меѓутоа немилост. затоа се раздолжи во Етникос. Во Колку Етник- гола постигнале? 12 гола на 16 надпревари и првиот стрелец во кипарското првенство имаше 15 гола. Значи, ако си играл во есенскиот дел, барем 2-3 надпревар, сигурно ќе си бил убедлив во гитара. Па најверојатно. Луѓето се биле презадоволни на тебе. Беа презадоволни, ми понудија нов договор, тогаш меѓутоа барав нов предизвик и подоцна да заминав во Чешка, во екипата на Викторија Жишков. Таму останав една година и исто така на 22 надпревара постигнав 10 голови. Исто така, значи бев во првите 5 топ стрелци, значи во Чешко, да, во чешкото првенство. Да, да. Подоцна? Па тие 10 голови беа препорака за многу екипи да отидам, така да имав понуда многу екипи, меѓутоа јас ја избрав понудата од Славија Прага, значи тогашен шампион на Чешка. И со нив тогаш потпишав 2-годишен договор, меѓутоа после 6 месеци таму се случи незгода, имав фрактура на ногата во екипата на Славија Прага. Со нив морам да истакнам дека игравме, значи тогаш во Лига Европа. Да. Значи имаш настапи во Лигата на Европа? Да, имам 5 настапи во Лигата на Европа. Има ли голци нешто? Па морам да го истакнам, постигнав еден гол, значи оној против Валенсија на Месталја. Да. Значи твоето име фигурира во Лигата на шампионите како стрелец. Да. Рече дека имаше тежок скршеница, мисли, че да, тежко скршење на ногата. Да. Колку траеше паузата и како се одбиваше да се одржи тоа? Првично пауза требаше, докторите рекоа дека треба околу 10 месеци, 10. Меѓутоа морав подоцна да направам, значи уште една реоперација, така да после година и пол пауза. Беа ли тоа тешки моменти, Ристи? Па нормално дека беа, меѓутоа фудбалот е печалба, да. фудбалот вие меѓутоа се заборава, така да тоа е минато, така да гледам према. После повредата продолжи? После повредата се потпишав договор во екипата во екипата Спартак Трнава во Словачка. Меѓутоа таму настана проблем со работната виза, така да морав да го раскинам тој договор и подоцна се вратив во ФК Брегалница во Штип. Да, тоа е враќањето во Брегалница. Настапуваше ми се че не една сезона или овде настапував 7 месеци, 7 во март месец, мислам да во март заминав во Мјамар во Бурма, во екипата на Звекапен Юнайтед. Азија. Во Азија, да. 5-месечен, таму имав 5-месечен договор. На 12 утакмици постигнав 5 гола. Подоцна се вратив пак, значи во Брегалница. Мјанмар е интересен, бидејќи таму доста македонци настапуваат. Па да, тоа е некогашна Бурма. Бурма, да, значи се наоѓа измеѓу Индија и измеѓу Тајланд. Да. Така да тоа фудбалот, значи е во развој таму, се вложува доста финансии за развојот. И мислам дека во наредниот период доправа ќе се слуша за таа земја. После Мјанмар, повторно во Брегалница. Повторно во Брегалница, тук останав една сезона.
Имаш и тука 7-8 голови, да. 9 гола, 10 гола постигнав. И после по завршувањето на договорот, бидејќи имав на една година, се отвори нова можност да заминам, па така заминав во Малдиви. Како дојде до реализација на Малдивите? Кој ти помогна или сам бркајќи по интернет или има доста со менаџери, со луѓе кои што... Па нормално има менаџери кои се задолжени нели за тие работи. Така преку поготово Драган Јаковлевски, тој инаку од Скопје. Да. Со него припомош. Преку него, да, со негова се работи. работи. Се како е патот до Малдивите? Ајде објаснеме на гледачите, бидејќи тоа долга дистанца. Па не, значи од Скопје до Истанбул и преку Истанбул имаш околу 7-8 сати лет, значи до Малдивите. Директно Истанбул, Малдиви. Да. Малдивите инаку се островска група. Јас гледав на карта на атласот. Некаде во средината на Индискиот океан, тоа му доаѓа под Индија. Под Индија, да, во Индискиот океан. Како изгледа, дали тоа е група на островите, се сигурно најголемиот, кој е главен град, колку жители има? Па главниот град се вика Мале. Значи островот е мал, меѓутоа доста густо населен. И сега не знам точно за популацијата колку изнесувам, меѓутоа има доста е населен. Жителите која раса се, која потекло, дали се индијци, дали муслимани, вероисповест? Тие се муслимани, па мислам дека нели како индијците тие се слични. Колку екипи, дали тоа прва лига кај што настапуваш, колку екипи се состои лигата и како стоите, како ја изгуравте ова сезона, бидејќи таму е веќе крај. Ти заврши договор и заврши сезоната. Во првенството завршивме на втората позиција, до крај се боревме за шампиони, меѓутоа на крајот разликата беше 4 бодови со шампионот New Radiant, така да битката за шампионската титула ја изгубивме. Меѓутоа морам да кажам дека го освоивме купот на Малдивите, во финалето ги победивме шампионот на Малдивите, во регуларниот дел заврши надпреварот 0-0, меѓутоа по подобро изведување на пенали победивме. Колку гола постигна? На 12 надпревари постигнав 8 голови и можам да кажам дека сум презадоволен од мојот ученик таму. Да. Рече дека заврши првенството, ќе настапувате во куповите на Азија, меѓутоа дали размислуваш, дали ти понуди нов договор или сега си на одмор во Штип или размислуваш за некој нов ангажман, нов предизвик? Сезоната таму заврши, исто и договорот мој заврши и сега сум во фаза на преговори. Па во наредниот период ќе се знае дали во истата екипа, дали во... За секој тука е Јаковлевски. Па добро, има, значи не само има доста менаџери, нели, кои што... Па ќе видиме во наредниот период ќе се знае. Инаку од дистанца временска, различја, километражи, како, дали се следи европска фудбал и воопшто светски фудбал таму? Дали знаат за Македонија? Прво што би прашал некој, каде е Македонија? Дали знаат? Морам да кажам дека многу се следи, особено Премиер лигата. Тие се поточно Индија некогаш колонија. Да, исто и Малдивите, исто нели колонија на Англија и тие ги пренесуваат надпреварите од Премиер лигата и исто светското првенство доста се следеше летото. Сигурно те интересира и за Брегалница? Па нормално следам значи на интернет и нормално дека ме интересира, така да не ми се свига моментално сега по позицијата на која што се наоѓа и тоа се надевам дека ќе се изборат за опстанок. Да, ќе има бараж, сепак не е дефинитивно ова, нема испаѓање прво преку бараж ќе се види. Меѓутоа пред 3 емисии гостин беше Велибор Џаровски, го прашав за негово размислување за системот на оваа лига со 10 екипи. Ти си бил во Чешка, во Словачка, рече на Кипар, различни групи во зависност од жителите, Кипар е тука некаде. Како ти се свига ова со 10 екипи или имаш, дали е добро или би требало нешто? Џаровски рече слободно. Не одговара, прва лига македонска со 14 екипи. Твое размислување? Ако не сакаш, не мора да кажеш, да. Па не знам, зависи се од финансиската ситуација. Ако има
повеќе клубови кои финансиски добро стоат, нормално, значи нормално дека е добро да има и 14 екипи. А ако нема такви услови, не знам, значи подобро е. Се бојат до финансиите. Да. Бидејќи вака ги нема центрите, го нема Охрид, ја нема Струмица, нема Кожев Гевгели, некојаш беше прволигаш, Вардарски, Богданци, Љуботен, Тетекс, Тетова Деви има Шкендија, Ренова и Тетекс, меѓутоа Куманово го нема, Прилеп го нема на картата, Струга, што ќе рече дека немам доста фудбалски центри, меѓутоа добро и ова твоја теорија бидејќи се е поврзано со финансиите, а сега се барат и акционерски друштва што ќе рече дека парата е во преден план за да се има квалитетна лига. Па да, ако има на финансии, ќе има и подобар квалитет, ќе се донесат подобри, значи поквалитетни играчи и ќе нормално лигата ќе биде поквалитетна. Да. Дојдеме сега за она за што сме овде, имаме 10 парови, 10 двојки. Мора да кажам дека се по твој избор. Рече ти дека се има време за сет, па да се следи европскиот фудбал. Можеби не толку кој што е тука, меѓутоа еве со самото тоа што рече дека доста популарна премиер лигата, сигурно покрај неа има и други правенства кои што се следат и на Малдивите. Прва надпреварувачка двојка, надпревар Аусбург Баер Михен. Тоа е германска Бундеслига. Еве ги паровите, двојките. Збор два за овој надпреварувачки пар. Аусбург мислам дека е изненадување ова сезона, никој не очекуваше дека доста високо ќе котира на табелата, мислам трето место. Трето место, меѓутоа Баер Михен си е Баер Михен, тој е се уште без пораз. Трето место со 24 бодови. Да. Ова типувам победа на Баер Михен. Значи двојка. Да. Баер Михен на прво место 36 бодови, меѓутоа и самиот рече Аусбург е големо изненадување, трето место, ако се има во предвид дека некогашните бундеслигашки Хамбургер, Борусија Дортмунд се таму некаде на дното, ова е за почит и за поздрав. Значи Аусбург Баер Михен тип 2. Втора надпреварувачка двојка Челси Хул Сити, еве ти англиска премиер лига. Па добро, Челси исто така оди на победа секој надпревар. Ови Хул Сити се на табелата на 18 место. Да, со 13 бодови, а Челси е прв со 36 бодови. Ова е типом Кетси 3+. Се надам дека стрелците ќе бидат доста расположени на овој меч. Впрочем, Челси ова сезона доста добра игра, иако во последно време имаше малку корекција, некои непријатни моменти, меѓутоа сепак според тебе Челси е фаворит, значи одиме со Кец и 3+. Трета надпреварувачка двојка Лечестер или Лестер Манчестер Сити. Лечестер е последно место. Последно место, Манчестер Сити значи мора да оди на победа на овој исто на овој надпревар ако сака да го следи Челси. Исто тие има малку турбуленци, нели играат топло-ладно. Манчестер Сити меѓутоа знаат да непријатно да изненат. Сепак типувам двојка за овој надпревар. Лечестер Манчестер Сити тип 2. Четврта надпреварувачка двојка Арсенал Њукасл. Интересна двојка се одбрал во која што ајде да искоментираме нешто. Арсенал ова сезон игра топло-ладно исто. Да, Њукасл на почетокот има доста проблеми. Тренерот исто беше пред отказ, меѓутоа има 4 или 5 6 превари во серија и сега овој месец мислам дека тренерот го избра за тренер на месецот. Да. Пердио ми се чини дека беше. Тежок надпревар, меѓутоа мислам дека и двата тима ќе постигнат гол, така типувам гол-гол. Значи Арсенал Њукасл интересен надпревар, зачинет се голови, можеби по еден, можеби по повеќе, значи гол-гол. Пета надпреварувачка двојка надпревар Гетафе Барселона. Шпанска премиера дивизија. Да, Барселона си е Барселона, а мора да оди на победа на овој надпревар, ако сака да го следи Реал. Мислам дека тип 2. Да, тип 2. Значи Гетафе Барселона тип 2. Следна надпреварувачка двојка шеста поред Атлетико Мадрид Вилјареал. Па Атлетико Мадрид игра на домашен терен. Значи на овој надпревар типувам единица. Атлетико е на трето место 32 бода, Вилјареал е на шесто место со 24 бодови.
Меѓутоа Атлетико и тој е во чекор заедно со Барселона, го Да, исто Реал. ги следи Реал и Барселона, ако сака нели да ги следи мора да води на победа. Атлетико Мадрид Вијалеа тип 1. Седма надпреварувачка двојка Монако Олимпик Марсеј, интересна двојка и овде. Ова година Монако нели не може да се препознае поради место. заминувањето на неколку играчи. Олимпик Марсеј тие се на првата позиција. Меѓутоа Монако си е Монако, игра на домашен терен. Мислам дека ќе биде тврд надпревар, затоа типувам од 0 до 2 голови. Монако Олимпик Марсеј 0 до 2 гола. Осма надпреварувачка двојка надпревар Дженова Рома. И Дженова ми се чини изненадување на трето место, високо котира. Рома е втора. Рома е втора, да. Мислам дека ќе овој надпревар исто ќе има голови од двете екипи. Со цел да се докажат и едните и другите. Така да, исто типувам гол-гол. Значи Дженова Рома гол-гол. Девета надпреварувачка двојка Милан Наполи. Калчо лига исто. Милан на шеста или седмо место. Наполи се очекуваше, мислам, многу повеќе ова сезона. Од нив, мислам дека ќе биде отворен надпревар. Типувам гол 3+. Да, гледаме тука паровите, значи Милан Наполи гол 3+, и останува последната надпреварувачка двојка Стандарт Бриш белгиско првенство. Бриш е на првата позиција, Стандарт има само 2 победи дома. На седмо место Стандарт, Бриш е прв. Така да ова е типувам двојка, Бриш мислам дека ќе победи на овој надпревар. Да. Значи тоа е, јас ќе повторам, Аусбург Бајер Мюнхен тип 2, Челси Хул Сити единица и 3+, Лецестер Манчестер Сити тип 2, Арсенал Ньюкасл гол, Гетафе Барселона тип 2, Атлетико Мадрид Вијареал тип 1, Монако Олимпик Марсеј 0 до 2 гола, Дженова Рома гол, Милан Наполи гол и 3+, и Стандарт Бриш тип 2. Сега останува и она што е тема на нашето и на јувањето на гледачите. Надпревар по ваш избор за точен резултат или било каква прогноза. Манчестер Юнајтед, Ливерпул. Интересна двојка, дерби би рекол на некогашни лидери, меѓутоа годинава некако во стилот на преходните топло-ладно. Иако Манчестер, мора да признаеме, е во мала захуктово, што би рекле, во една серија на подобри резултати. Па да, Манчестер на почетокот лошо стартуваше, нели под раководство на Луи ван Гал. Меѓутоа последните надпревари игра доста добро. Ливерпул не може, не знам, играат топло-ладно оваа сезона. Типуваме единица за овој надпревар. Значи победа на Манчестер Юнајтед. Тоа е она што го предвидовме за ова. За крај, еве рековме, тука си на одмор, дали може да се случи варијанта Ристо Наумов во пролетниот дел да се најде во некој екипа од Македонската лига, преди се ние сакаме во Брегалница, бидејќи стара болка ние голгетер, шпиц играч, некако слабо идеме со головите. Има ли шанса, дали се сретне, еве да речеме, со Драга Христоски, тој е актуелен тренер, тие на одмор ќе заминат на 25 декември, што ќе рече дека уште се во активен тренажен процес. Па моментално приоритет ми е странство. Сега ако ништо не исполне, така она крајна дестинација би може да биде Штип или можно некој од клубовите во Македонија, меѓутоа приоритет ќе биде Брегалница. Вардар е доста заселен. Вардар има јак спонзор, Шкенди исто така, меѓутоа резултатски сигурно ги следеш, некако потврли еви самата елиминација на Вардар во купата од Ренова, 3-1 резултат, 2-0 загубија, што ќе рече дека и покрај оние силни финансии, Самсоненко спонзор, Андреев тренер руски, меѓутоа некако не е тоа, не го даваат максимумот. Добро, го следам македонското првенство и Вардар. Нормално дека со таков фонд на играчи треба да тие се на првата позиција, меѓутоа разликата требаше да биде поголема во однос на други. Беше тебе боли на крајот 3 во однос со работа. Сега тоа не знам, не сакам да навлегувам дали е до тренерот, дали е до играчите, дали е до психозата. Да.
Што ќе порачиме на гледачите? Еве, предстојат божикни празници, предстојат новогодишни празници. Божик ги рекол за оние со католичка вероисповест, новогодишни празници, потоа нашиот православен Божик. Што ќе порачиме на гледачите на Ирис телевизија, на целиот источен регион, од фудбалски аспект или онака, еве, твоја проценка? Па, за наредната година, значи само најпрво здравје да има, а другото, нели, што викат, секи си дојде. Да. И на спорски пло, да се надеваме дека Брегалница ќе успее да тргне по оној победнички колосек и да остане во првата македонска лига. Имаше интересна најава од Велибор Џаровски, сакаше да ја соопшти, меѓутоа да видиме во следниот избор дали ги услушливме што има да каже. Ристе, јас ти благодарам, бидејќи од прва се слушнавме, дознав дека си тука, мило ми е што си повторно во родниот град, имаш доста симпатизери, си се докажал безброј пати. Еве само да споменеме кој беа дел од твојата генерација, кои се активни можеби и кои успеале во кариерата. Па да, тука е Горан Здравко, капитенот на ФК Брегалница, значи Мичо Донев, Борче Постолов, Драган Арсовски, со нив нели од мал почнав. Добија сигнал, дали имаме гледачи на линија? Ало? Ало? Горан Наков на телефон. Горан? Наков. Повели Горан? Јас типувам единица за Юнайтед. Манчестер Юнайтед, Ливерпул единица. Горан Наков единица. Горан? Да? Дали имаш прашање за гостинот Ристе Наумов или мило ти е што го гледаш што е тука? Па мило ми е што го гледам, сакам да го питам како во странство. Накратко, еве, тој објаснуваше цела емисија, меѓутоа рече дека добро, Ристе, накратко. Значи, од финансиски план, сигурно дека е подобро од Македонија. Да. И фудбалот исто, значи, во некои земји, во Чешка, нели поквалитетен од Македонија. Да. Важно и добро заработка, меѓутоа и доброто да се потруди да се даде гол. Дали има нов гледач? Ало? Добар ден. Добар ден, повелете. Младен Рунчев се јавува. Младен? Рунчев. Младен Рунчев, ти си добитник после емисијата веднаш. Да. Што прогнозира за денес? Прогнозирам единица, Манчестер Юнайтед, Ливерпул единица. Единица. Дали имаш прашање за гостинот Ристе Наумов? Ти си постојан на стадионот. Сакам да го поздравам гостинот Ристе Наумов и му пожелувам успешна кариера и многу голови. Благодарам, Младен, поздрав и со среќа. Чао. Чао. Дали имаме нов гледач? Да. Ало? Да. Повелете, вашето име и презиме? Благојчо Мирчевски. Благојчо? Мирчевски. Мирчевски, од каде се јавувате? Од Каменица. Како е во Каменица? Добро е. Има ли снегче? Нема. Нема. Ваш тип, да речеме, Манчестер Юнайтед, Ливерпул, што прогнозирате? Точен резултат 1-2. 1-2. Благодарам, Благојче, еве, верниот исток ми е тука, постојано се јава, благодарам и со среќа. Дали имаме друг гледач? Нема. Ако нема, Ристе, еве, уште еднаш ќе одивам, баш ви мило што се видовме, што се слушаме, еве, ексклузивно пред гледачите на добриот Стари Исток. Ти пожелувам среќни празници, здраве пред себе, бидејќи ти печелиш од фудбалот, лошите малери да ги забравиме и да се надеваме дека ќе најдеш добар и успешен ангажман со цел продолжување на твојата кариера, твоја афирмација на македонскиот фудбал било каде. Благодарам уште. Благодарам на вас за поканата. Ете. Тоа беше нашиот гостин Ристе Наумов. Продолжуваме, одиме со блок реклами и со джингл и веднаш потоа во третиот дел во кој што активно се вклучувате, драги гледачи, и вие, а преходно не е на одмет да видиме дали го имаме она катче, джаротип, дали тој ќе ни се јави. Одиме со реклами со джингл. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил.
Во билдените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билдените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Продолжуваме таму кај што застанаме, дојдовме до делот кај што треба дали не да го имаме Велибор Џаровски Џаро. Меѓутоа, за жал, се слушнаме со него, тој веќе на пат за Србија. Не може лично да се јави, меѓутоа ни ги издиктира паровите и они негови прогнози за престојниот викенд. Јас ќе замолам режијата кој има подготвено паровите, да ги видиме. Еве, тоа се тука. Значи, еве, со доза на внимание, не извинување, се слушнавме со Џаро, меѓутоа реков тоа е на пат за Србија, не сакам да го вознемирувам, меѓутоа на брзина ни ги издиктира паровите. Тоа се Осек Локомотива, прогноза тип 1, Инвернис Патрик, тоа шкотската прва лига тип 1, Шалке Келн тип 1 и Челси Хул Сити тип 1. Значи, ова е неговиот основен тип. Минатата недела имаше прогнози, се остваря скоро 90%. Преходната недела, значи ова рубрика постојано ќе биде застапена. Ние сме задоволно вниманието кое го посветува Велибор Џаровски Џаро на Ирис телевизија, нова емисија на градот Штип и интересот за Брегалница, за која што останува 100% сигурен дека Брегалница нема да ја напушти првата македонска фудбалска лига. Значи уште една шеве го типот на Џаро за овој викенд: Осек Локомотива тип 1, Инвернис Патрик тип 1, Шалке 04 Келн тип 1 и Челси Хул Сити тип 1. Продолжуваме со вас, драги гледачи. Предлагам да ги видиме и паровите кои што беа основен тип за овај, односно парот кој што е тема за ваше јавување. Тоа е надпреварот Манчестер Юнајтед Ливерпул. Ако може да го видиме телопот, бидејќи заборавив преходно да го прашам, меѓутоа изрази желба, Ристен Умо прогнозираше Манчестер Юнајтед Ливерпул тип 1. Истите прогнози ги има од Горан Наков тип 1, Младен Рунчев тип 1 и Благојче Мирчевски од Македонска Каменица, кој прогнозира точен резултат од 1:2. 032 612 313,
и 612-314, ви се на располагање. Ако сте тука некаде во вашите топли простори, заеднички другарувате со емисијата Тип 102, повелете, јавувајте се и давајте вашата прогноза за најдобрите, неуспешните следуваат награди. Додека добиеме гледач, еве јас неколку податоци за надпреварот кој што ќе следи. Тренерот на Манчестер Юнайтед Луис ван Гал се реши за ова комбинација која што веќе има. Дали имаме гледач, само да не чека, нема. Значи ДГА, Валенсија, Еванс, Рохо, Јанг, Мата, Ерера, Фелаини, Ван Перси, Руни, Фалкао. Значи тоа е составот кој што го предлага Луис ван Гал, тренерот на Манчестер Юнайтед. За Ливерпул тренерот Брендан Роджерс се решава за Миньоле, Джонсон, Шкртел, Сахо, Морено, Лукас, Ален, Хендерсон, Джерар, Стерлинг и во шпицот Ламберт. Значи тоа се најверојатно составите кои што се најавени, кои што во 100% се остаруваат. Уште еднаш ќе прашам режијата дали имаме гледач. Имаме гледача линија. Добар ден, повелете. 2-1 Манчестер Юнайтед. Вашето име и презиме? Христијан Јованов. Само да запиша Христијан Јованов. Јованов. Од каде се јавуваш? Од Штип. Од Штип. Прогноза? 2-1. 2-1. Да. Победа на Манчестер. Да. Благодарам, Христијан, поздрав и со среќа. Христијан Јованов од Штип 2:1. Благојче Мирчевски 1-2, Младен Рунчев Тип 1, Горан Наков Тип 1 и нашиот денесен гостин Ристен Умов прогнозираше Тип 1. Може да се напише прогнозата или како сакате на Ристен Умов, тој типуваше Тип 1. Добар ден, повелете. Точен резултат Манчестер Ливерпул. Име и презиме, чекај, кој ли се јавува? Драган Димитров од Каменица. Драган, само да запишам Драган Димитров. Да. Македонска Каменица. Прогноза или? Точен резултат 0:0. Точен резултат 0:0. Благодарам, Драган, со среќа, може би тоа ќе биде. Ако можеше да биде Ливерпул, Хул, Сити 0:0, може и овој надпревар. Во секој случај... Ливерпул 2:0. Која на линија? Ристо да се јавам. Презиме? Малечков. Ристо Малечков. Колку резултат? 2:0. 2:0 победа на Манчестер. Благодарам, Ристо, од Штип, така. Ристо Малечков од Штип. Значи, еве, има и точен резултат, можете да прогнозирате. Гол, 3+, Тип 1, Тип 0, Тип 2, значи сите варианти се добродојдени, сите влегуваат во оној куп за најсретни прогнозери и добитници. Дали имаме друг гледач? Ало? Ало? Добар ден, име и презиме? Бојан Јованов. Бојан? Да. Бојан Јованов. Да. Од Штип? Да. Прогноза? Манчестер Ливерпул? 1:0 за Манчестер. 1:0 победа на Манчестер. Благодарам, Бојан, и со среќа. Значи, тоа е што се однесува на прогнозите. Инаку, Манчестер Юнайтед, Ливерпул е надпревар кој што секогаш го привлекува вниманието. Тоа е дерби надпревар кој што со традиција веќе повеќе од 100 години и секако Олд Трафорд и овој пат ќе биде препол да ги види овие играчи и секако да се радуваат на победата на своите миленици, кој што во почеток во оваа сезона некако не имало да баш најдобро, лош беше стартот, но во последно време се поправаат. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Лазо Василев на телефон. Лазо Василев од Штип. Од Штип. 0:2 точен резултат. 0:2 победа на Ливерпул. Да. Благодарам, ми се чини еве моје мислење дека Ливерпул има најдобрата публика и да губат и да тепат тие се постојано во една еуфорија, песна, со кеф навиват за својот клуб. Во секој случај, Лазо, јас ти благодарам, поздрав и со среќа. Значи, тоа е она што се однесува. Инаку, статистиката вели дека во купот во 2011 Манчестер Ливерпул било 1:0, во првенствен надпревар истата година Ливерпул Манчестер 3:1, 2011 Ливерпул Манчестер првенствен надпревар
Исто така 1:1. 2012 за куп Ливерпул Манчестер Юнайтед 2:1. 2012 првенство натвора Манчестер Юнайтед Ливерпул 2:1. 2012 првенство Ливерпул Манчестер 1:2. 2013 првенство натвора Манчестер Юнайтед Ливерпул 2:1. 2013 првенство натпрва Ливерпул Манчестер 1:0 и во 2013 Лига куп, тоа е англиски куп, Манчестер Юнайтед Ливерпул 1:0. 2014 првенство натпрва Манчестер Юнайтед Ливерпул 0:3. Дали имаме нов гледач? Ало? Ало? Добар ден, повелете, вашето име и презиме. Добар ден, Киро Новаков. Киро Новаков од Село Таринци, општина Карвинци. Село Таринци, општина Карвинци. Благодарам што се 2:0 за Манчестер. 2:0? За Манчестер. За Манчестер. Како ти се свиѓа теркот на емисијата, Киро? Молим? Како ти се свиѓа емисијата? Па супер е, моментално е супер емисијата. Гостите? Па гостите се добри, стално ве працав и супер емисија, само така да продолжите. Да. Во секој случај јас ти благодарам, Киро, поздрав и со среќа, еви за тебе. Тоа беше Киро Новаков од село Таринци, општина Карвици. 2:0 победа на Юнайтед. Лазо Василев 0:2. Дали имаме гледач? Да. Се исклучи на другата линија, можеби. Поглед и код часовникот. Дали имаме уште време? Добивам сигнал дека имаме гледач. Ало, добар ден. Повелете. Ало? Повелете. Вашето име и презиме. Александар Јовев. Александар Јованов. Јовев. Јовев, пардон. Од каде? Штип? Јовев. Од Штип? Да. Од Штип, да. Прогноза, Александар. Манчестер Юнайтед Ливерпул. Тип? X0. X? X0. Значи добро, X, нерешено. Добро, благодарам, Александар. Поздрав и со среќа. И реку на табелата на англиската премиер лига начело е Челси со 36 бодови, Манчестер Сити е втор со 33, на трето место е Юнайтед, се искачи, на трето место беше долу на седмото, осмото, пред 2-3 кола 28 бодови, а екипата на Ливерпул е на деветото место од 15 надпревари 21 бод, што ке рече, ова е надпревар од 60-тото коло на англиската премиер лига. Дали имаме нов гледач? Ало? Се исклучи гледачот, беше на линија. Павлов Александар. Александар? Александар Павлов. Само да запишам, Александар Павлов. Павлов. Павлов, од каде се јавувате? Од Штип. Штип. Прогноза? 1:0 за Манчестер. 1:0, победа на Манчестер Юнайтед. Александар 1:0 за Манчестер. Добро, запишано. Александар Павлов 1:0, победа на Манчестер. Пријатно. Пријатно, благодарам и со среќа. Режија, имаме ли уште време да не го пробиеме оној програмски термин? Во секој случај, приоритет се гледачите. Ало, добар ден. Го слушам сигналот. Добар ден. Добар ден. Вашето име и презиме? Марио Митев. Марио Митев. Да, од Штип. Од Штип. Марио, прогноза? 2:0 за Манчестер Юнайтед. 2:0 победа на Манчестер Юнайтед. Благодарам, Марио, поздрав и со среќа. Да. Еве ги уште еднаш паровите, типот на Ристен Умов. Аусбург, Бајер Минхен, тип 2. Челси, Хул Сити, Кетс и 3+. Лечестер, Манчестер Сити, тип 2. Арсенал, Ньюкасл, гол. Гетафе, Барселона, тип 2. Атлетико Мадрид, Вилјареал, тип 1. Монако, Олимпик, Марсеј, 0-2 гола. Дженова, Рома, гол. Милан, Наполи, гол, 3+. И Стандар, Бриш, тип 2. Тоа се оние парови кои што ги типуваше нашиот денешен гостин Ристен Умов, кој што на привремена работа беше во Малдивите, на островите во Индискиот океан, а сега е на заслужен одмор овде во родниот Штип. Тука некаде е крајот, добија сигнал од режијата.
Благодарност од мене, драги Герасимов Пушки, од дечките во техничкиот пулт, посебно и Трајче Нонов, Горан Христовски, Раде Рис Димитров, Дарко Донев, да не забравам Теодор Косакатов. Благодарам до вас, драги гледачи, кои што активно учествувате во реализацијата на ова емисија. До следното издание во сабота во 13 часот и 30 минути. Останете со здравје и уживете во програмите на Ирис телевизија. Пријатно.